никој точно и не знае што се дешава со тоа, така да ја може само да заврши тоа лудило што побрзо. Кое место во светот би сакале да го посетите? Па едно време сакав Лас Вегас, ама сега некако интересно повеќе се прашање. за Бали, Мали. Што би направиле ако се разбудите еден ден милионери или веќе сте? Знаеш што ги си напром? Уште 1 милион. И уште едно кафенце да се развонам. А тоа ми треба. Кога у Црна Гора, Тони? Требаше лето у Црна Гора. Требаше у Будва да пееме, ама короната е. Да. Би направиле ли песна на англиски? Па, зашто да не? Ако Да, искрено да, и сме размислувале, ама не сме направиле до сега поради тоа што сме мислеле дека би изгледало тоа малце фейк и не би го изговориле баш толку точно и правилно. Едино ако би имале шанса со врвни продуценти да го работиме тоа, yes, please. А која песна мислите дека ќе биде милионот за 24 сати? Луѓе, до сега сме имале, мислам дека максимум на 3 песни или 4 по 400.000 отприлика, мање, може 370-400, да. Цилјаме на тоа, работиме, ќе видиме. Можда ни јазикот бариера, можда и не, можда треба уште да се работи појако, поубаво. Ќе видиме, се надеваме дека ќе биде и тоа. Со оглед на тако кава држава сме овие прегледи што ги правиме се премија. Колку песни имате уштек? Моментално имаме средени добри што се за вадење, што мислиме околу 2-13, а може да имаме уште 10 така оставени 20 на страна. А се на се едно 100. Можда. Дали сте се степале со некој код деца? Нормално. Нормално, кој секој се дете. степал. Али не нешто онака опасно. Омилен ефект у QS. Па не знам, автотюн. И реверб и дилей. И реверб може би, да. Ало. Тирани си помојат, ќе се за нас. Кога ви беше прв концерт и каде? Желене, стаи у најтесното нешто на цел свет. Ти текна у Гостивар со Слаткар у 2015-та? Значи, не уништи. Значи, играме пинг-понг ние ке Брајан у двор. У 8, такви спотени цели ни сјавува, вика у 9 да видите на Железничка, идеме у Гостивар, имате настап со Слаткар. Прв наступ. Прв настап. Со една песна. Значи, една песна само. Значи, ние уште мечиња бевме у... Врска нема, не знаевме што се дешава. Тивавме, си стуширавме и таму на настап бевме вакви укочени, не мрднавме, не знаевме што да направиме. Да не кажам се посравме од страв. На колку години почнавте да снимате песни? 8 према прва зимото ти текна. Значи тоа колку е, 12-13 години? Првата песна ни е 8, деление према прва година, мислам дека. Така нешто. Или 8 распуст зимото, така нешто, не се сеќавам точно. God damn. И добро прашање, дали сте добри? Викај ура. Како би се викале ако не два вона? Два сома. 2 милиона. 2 милиона. Дали би живеел куну Гостивар некад? Не, дали сум живеел некад? Не, али мајка ми е Гостиварчанка. Имам фамилија таму, роднини. Од каде ви текна да се викате два бона? Тоа извадок од една песна и нашиот... Од лево десно е тоа. Од лево десно, ствари, да. Полоса, два бона. И какви сте у приватен живот? Многу нормални луѓе не бараат многу
Спонтани луѓе сме. Најспонтани луѓе. Иако не изгледа така. Можда не ви изгледа така, али така е. Каде се гледате себе за 5 години? На врвот. Зашто ве апсеа во песната Джокер? За експорт, импорт, диаспора. Пуштете, с нешто малце. Може ќе бидат у албум тие песни? Кој е подобар трапер, Lil Pump или 6ix9ine? За мене е Young 6ix9ine. Да, али Young Thug е врвот. Дали настапот што го откажате во што тип ќе се одржува? Да. Да. Дајте нешто покреативно, ајде можете вие. Sa ким иде следеча песна, ми се свиѓа што има доста срби и бугари. Има доста. Следна песна. Па не смееме да ви открием искрено. Еве со Тамара Тодеска, тоа го знаете веќе така. Да, више откриено, али има со многу артисти. Ама со многу. Оле, оле, оле. Какво пиво преферирате? Јас само Амстел пијам. Ја не пијам пиво. Многу ретко, многу.